Здраво, другарчиња! Чиме гледате мене, знаете што следува. Следува новата епизода од Децата зборуваат. Како и секоја претходна, ќе се дружиме, ќе се забавуваме, ќе учиме нови работи. Тука сме заедно со тимота, може да видите колку е прекрасно околу мене, и да дојдете да ги посетите и заедно се заблажуваме со сокчињата, односно се освежуваме со сокчињата на Сокогорица, односно Витаго. Кој ќе надружи денес, ќе видите во продолжение. Секој ден е нова можност да научиме нешто ново, да си играме, да се забавуваме и да растеме заедно. Затоа секој ден е една нова авантура. Денеска во нашата нова авантура се дружиме со Петра и со Ирина. Што имаат интересно да ни кажат тие, гледаме во продолжение. Здраво, другарчиња! Денес во нашата емисија се дружиме со оваа прекрасна другарка која што се вика Ирина. Ирина, многу убаво име имаш. Од каде ти ова име? Кој ти го дал? Мајка ми први размислила како да се викам и така и се допаѓа. И на нас многу ни се допаѓа Ирина. Ретко име, ама многу убаво. Ирина, како си денес, кажи ми? Убаво. Се наспа? Да. Се одмори? Да. Дали ранобудник си или стануваш малце подоцна, сакаш малце да си поспиш? Во 8 станувам, а вечер си легнам исто пас. Значи во 8 стануваш, во 8 си легнуваш, да не ти е... А Петра станува во 10, а во 9 си легнам. Петра, значи, поголема спанка. А ќе не запознаш ли кој е Петра? Да. Кој е Петра? Мојата сестра. Твојата сестра Петра, дали е поголема или помала од тебе? Исто. Како може исто? Јас имам сестра и мојата сестра е помала од мене. Како може исто? Затоа што она има 6 години и јас имам 6. Па како се погодило така? Така на иста разлика сме. На иста разлика? Да. Сега малце ме збуни тука. Како може две сестри, а исто години да имаат? А мене сме видов и вие многу си личите. Зашто сме близначки? Близначки? Што е тоа близначки? До сега сме немале ние близначки. Што е тоа близначки? Двајца се исти, без разлика, не знам дали баш можат исто да се облечат, ама има во тоа дека не може исто да се облечат, така морат сама, така да имаат 6 години, ако некој има 5 исто се облегло, така не се ради. Не се, значи, ако две... Ама може да биде сестра. Значи, јас со сестра ме ако се облечем исто, ама немам исто години, не сме близначки. Да. А вие, затоа што имате и исто години, и исто сте облечени, значи сте близначки. Да, само што понекад, ако ние имаме некоја иста работа во различна боја, така се знае дека сите знаат дека сме близначки, само што се немале други работи за никога во две исти. Сега кажи ми, како одлучувате, која од вас две одлучува како ќе се облечете, што ќе облечете? Зашто јас со сестра ми знаеме некогаш и да си речеме мене ова ми се свиѓа, мене ова, не да не се погодиме исто облечени. Како ви одлучувате секогаш да бидете исто облечени? Па, така, мајка ни не ги крие и дали мајка ни не дава по две исти работи и да видиме дали ќе ни се банат истите работи. Зашто тие умилените нас работи да не мора да не бидат една поразлична, друга Так. Значи, мама колку убаво решение наоѓа и затоа е најдобрата мајка на светот, така? Да. Одлично срце. Хајде кажи ми сега, ти ми спомна за сестра ти, која е поголема, ти или сестра ти? Мора една да биде поголема од вас. Јас. Колку си повисока се? Не, само две чекорчиња. Две чекорчиња? Да. Да? Значи многу малце, не приметно колку си поголема. Да, зашто сум постара. Постара? 2 минути. 2 минути дури. Да. Значи две чекорчиња поголема, 2 минути вие сте две сестри. Да. И кажи ми, сакам сега да ни опишеш, односно да ни кажеш колку е убаво тоа да имаш братче или сестрича. Тоа е убаво кога немаш ништо, така си повише и мислиш дека се мора да биде по твоја. А вака кога имаш брат и сестра? Да кажем дека имаш или брат, ама со сестра можеш да се радиш женски работи. Ако имаш брат, така не можеш многу да се договориш, ако некоја девојче
попуштеното. Аха, а вие кои женски работи највеќе си ги играте? Што најмногу сакате да си играте со дада? Па, сакам да си играм нешто барбеки. Имате многу барбеки кукли? Не, само имам, не мислам дека има многу, имам една со куфар, друга ми е со самовеле и трета ми е со сирена. Имам уште една сирена. Па не са малце тоа. И ти имаш 3, и дада има 3, значи пак са многу двете заедно. Да, имам и 2 мали куклички. Тие се заедно со Колку ќе биде тоа? Па кај ви ги собира вас? Колкава соба имате вие за играчки? Треба дома посебна соба да ви прават за играчки за да ви ги собере сите. Не, ние имаме иста соба. Иста, па најубаво мислам дека така. Така? Затоа што пред спиење кој ќе сакаш со некој си направиш муаве да му кажеш како ти поминал убаво денот, да имаш со кого, така? Да. Одлично срце. Ајде сега ќе те прашам вака нешто. Ако би имала некоја супер моќ, знаеш што е супер моќ? Да. Како суперхероите што имаат моќ. Што би избрала? Да бидеш невидлива или да леташ? Што би избрала? Или некоја сосем трета што ти текнува поинтересно? Поинтересно ми е да летам и да ми помагам на луѓето. Да им помагаш на луѓето? Ова многу ми се допаѓа. Што сакаш да им помагаш на луѓето? Што би им помагала вака на луѓето? Па, некојаш нешто тешко да унесат, нешто да купат. Браво. Така. Браво. Ајде да кажи ми последно нешто на кого си помогнала на некој. И видиш кога се шетавме, една баба ја видовме тогаш можеше све носеше светешки и ние помогнавме да одиме до дом. Браво. Ви рече ли благодарам бабата? Да. Браво, срце, одлично. Се надевам дека како што ти помагаш, така и дада сака да помогне. А кога се двесте, кога сте со здружени сили, значи нема нешто што не може да направите, што не може да помогнете на некој. Да. Да. Чим сакаш да помагаш? Сигурно кога ќе пораснеш, сакаш да работиш нешто што со помагање што е. Кажи ми, што би сакала да работиш кога ќе пораснеш? Актерка и да сликам. И актерка и уметник. Значи ти си многу уметничка душа. Сакаш многу уметност. Па некад не може да се одлучам така една работа не може да се одлучам зашто сите ми се омирани. Па ако и за сете бива, и ако па можеш и едното и другото да го правиш, така? Да. Едното да ти биде работа, другото да ти биде хоби. Така? Да. А имаш сега некој хоби? Хоби ми е да глумам. Да глумиш. Што ќе не одглумиш сега? Па сум еднашка сум играла на сцена балет. А и некогаш ке некого дома со некои другарки или другари. Исто и на балет само со другарки. Сум играла, а со другари и со другарки сум правила представа неколку дома. Чекај, дали глумиш, затоа што ти кажа дека си глумица, сакаш да бидеш глумица, сега ти е хоби глумица, значи на добар пат сме. Дали глумиш само на представа кога треба да глумиш или некога знаеш да изглумиш нешто и дома? Кога сакаш да добиеш нешто пред дада? Се случува некогаш така? Да. Да? Ајде кажи ми некоја така случка што ти се случило да мораш нешто така малце да изглумиш за да добиеме нешто. Еднашка изглумив и мама и тато кога ми беше именен ме однесоа на сладолед. Да, изглуми дека ти се јаде сладолед? Да. Што им рече? Зимав такво корнет, не беше од пецо кога се играм такво, зимав и се било каква топка. И така се преправав и така ставив таков шлак на топката и се преправав дека јадам сладолед. Така се преправаше и така мама и тато дојде до заклучок дека сакаш да ти купат сладолед. Браво, срце. Ајде вака ќе те прашам сега нешто. Имам тука неколку зборчиња кои што сакам да ми кажеш кој има значењето. Прво ќе те прашам дали знаеш што се тоа лоши навики. Лоши навики се кога ти ќе му кажеш еве
Например, кога ја ќе кажам не може, не ќе да пијам вода. И он ме тера со сила да пијам вода. Тој што те тера, тоа е лоша навика прави. Друга нека лоша навика ти текнува? Па да, кога некој му вика врати ја боицата и ми вика инад ми води и му викам врати ја боицата. А кога ќе го кажам на наставничката, он вика не. Сега да не. Само зара да не го издаде. И што би ги посоветувала твоите другарчиња, што да направат за да немаат лоши навики? Па ми би објаснила што е добрина и што е лоша. Прочитате си ги мајките и ќе видите дека јас сум точна. Така, а мајките треба секогаш да ги слушаме? И татковците, така? Да. Секогаш треба да ги прашуваме за совети? Да. И секогаш да им ги кажуваме тајните што ги имаме. Или не се кажува тајните на никој? Ја некад не ги кажувам тајните што ми ветиле да не ги кажувам, а тие што ми века само кажи ги на мама и на тато, ја ги кажувам, а на никој друг. Така, а со кого најмногу се кажуваш тајни? Со мојот симпатија. Ке ми откриеш нека тајна? Да. Инаш кога зборувавме што ќе учиме, дали ќе учиме математика, и он века ќе учиме ликови, ја викам ќе учиме математика. И кога ни се падна да учиме математика, ја реков управо сме. Јас сум управо. А после другиот ден имавме ликови. Так. И другиот ден? И македонски, ја кажам македонски од природни науки и така. Браво. Значи многу добро се разбирате со симпатијата. Да. Следното прашање ќе ми биде дали знаеш што е тоа психолог? Психолог? Да. Мислам дека тој што психолог е тој што децата тие што не знаат или што не разбираат, он да ми каже дека тоа не е во ред. Тоа е тоа да си успешен, кажи ми. Па тоа кога нешто знаеш и кога нешто знаеш и кога нешто знаеш да направиш. Така? Или кога нешто не, кога знаеш да сликаш, да му го подадеш на мене, тоа е сепак успешен. Дали познаваш некој што е успешен? Другарка ми Алина и Медина. Во што се успешни Алина и Медина? Алина е многу успешна по македонски, а Медина по математика. А ти по што си успешна? По што може другите дечиња да се огледаат на тебе и да речат браво? Математика и природни науки. Браво, маче. Одлично. Сега ќе те прашам, дали знаеш што е со тоа поговорки? Да, кога некој те преговара. Кога некој те преговара, добро. Сега јас ќе те прашам, ќе преговараме за 3 поговорки. Може? Да. И ќе те прашам да видиме што според тебе значат тие. Првото вака, што значи кога ќе рече некој добрина со добрина се враќа? Кога некој си добар и тој по тебе пак е добар. Значи кога сме многу добри, тога значи дека добрина со добрина се враќа. Треба да правиме добри работи, така? Да, кога некој е добар и кој е добар и треба и другите да учат од добриот и така од добриот треба сите да научат. Браво. Затоа сите сакаат да бидат како тебе добри, како сестрати, така? Да. Браво со срце. Сега следно ќе те прашам, што значи убавиот збор железни врати отвара? Тоа кога некој убаво нешто ти кажал и Сакаш пак да ја кажам? Убавиот збор железни врати отвара. кога некој убаво нешто ќе ти каже Така? и ти вратата отвараш. Значи само со убави работи се отвараат. Да. Убави врати. Така? Да. А што мислиш, што има после таа врата со убав збор што се отвара? Нешто интересно, нешто убаво?
Не, кога сакаш на некога нешто да му кажеш. Некоја тајна да му кажеш. Да, и он тебе нешто ти каже и ти на него. Аха, тогаш отвараме убави врати. Да, Ама само убави работи се кажуваме. да. Се договоривме и уште една, работата што можеш да ја завршиш денес, не ја оставај за утре. Што мислиш, што значи тоа? Таа работа што денес треба да ја завршиш и утре ништо не работиш. Значи денеска све да си завршиме, утре ништо да си работиме, така? Да. Да си одмараме. Да. Што сакаш ти најмногу да правиш кога одмараш? Како ти да ти помине времето? Да гледам филм. Кажи ми некој интересен филм сега. Или долгиот чорап. Пипи долгиот чорап. Да. Да знаеш една препорака од тебе и дека сите ќе го гледаме. Договорено? Фала ти многу. Значи сега имаме чест да ја запознаеме и Петра, сестрата на Ирина. Петра, ние со Дада преска се зборевме за тебе и не кажа многу убави работи. Дека вие сте сестри и сте близначки, така? Да. Како ти ќе го дефинираш тоа близначки? Како ајде од тебе да слушнеме што значи тоа да имаш сестра близначка? Па значи убаво нешто си две. Сте две? Да. И кажи колку е убаво кога сте две. Убаво е кога сме две, се играме и двете. Што најмногу си играте, мача? Па највише за две си играме криенка. Да, може криенка со две да се игра. Друго? Друга топка. Топколето играме. Криенка. Со Дали две. ти ми кажеш некое место за криење, некое ептентајно каде што не може да те најдат. Многу тешко може да те најдат. Ако често играте Па јас физбол. во школа си играме со сите другарчи, една моја другарки, ајде да се, и ми каже да се сокриеме зад школата. Зад школото. Зад школата. Се сокривте? Не. Не. Ја мислам дека малце така сами да идете опасно е без возрасен, така? Не е убаво. Ама да, менешка сите машки отидат од школата. За криенка или онака да се прават муабет? Може имало игралиште па да отишле да играат таму. Игралиште, па таму има идеш таму право за школата, идеш и ти се појавиш во едно место кај што има топка за фудбал играње. Стварно? Да. Сега има ли машки игри, женски игри? Има. Да, кажи ми неколку машки игри кои што машките ги обожаваат, односно момчињата, и некои женски игри кои што ние женските уживаме во нив. Па уживаат женските у криенка, машките не. Женските уживаме у природата. Во природата уживаме сак. Ама да, некогаш уживаме у игрите, у забавата, да се веселиме. Што те прави тебе вака највесела? Кога ти е најзабавно? Мене ми е забавно ние да со се дружам. машките си играм. И вие ги играте нивните игри? Да. За да им направите нака мерак да речете ајде ние ќе изиграме еднаш со вас. Сега кога ќе дојдам од позади грб, кога ќе се сути. Знаеш дека некогаш момчињата се прават јаки, ама знаат да се исплашат од девојчињата. Па не. Не? Не, у нашата школа нема така. Девојчињата што ќе направат машките не се плашат, него се смеат. Само се смеат? Да. Значи интересни сте многу. Значи, например, една моја другарче ги стави Ирина, ајде да ставиме книги на главците. Он ставил книга на глава и и да му се посмеја. Така ви прават момчињата да се смеете, ви прават интересно. Да, ама некогаш не глумат. Што глумат? Сега, ти и сестра ти ќе бидете глумица кога ќе пораснете, односно посетувате школа за глума, така? А машките па на вас ви глумат? Што ви глумат најчесто? Што е тоа? Што ви глумат? Дека нешто ги боли, дека нешто сакаат, што ви глумат? Нешто поинтересно. Што е тоа поинтересно? Ти глумат? Па, јас тоа, кога сме помали, некако кога ќе останеат 3 женски, а 2 машки, бидејќи тогаш кога ни беше досадно да можевме криенка, прво се заигрувавме криенка, па некои други работи,
После криенка, кога ќе се тогаш кога бевме сите на куп собрани, па се отидоа неколку деца и останаа само 3 девојчиња, 2 момчиња. Аха. И овака направи. Момчињата зема нешто да знаат. И знаеш што направија? Што направи срце? Отидоа и на бината. Имате бино во школа? Падна. Тоа Ама не падна. го изглумиле. Така? И вие се смеевте. Да. Браво срце. Кажи ми, вие што вака знаете да изглумите пред момчињата? Знаете да изглумите дека не може да отворите нешто тешко, па да им дадете, отвори го тешко во тегла или не може, не знам, да си отворите смоките, не можете да ги отворите, па да изглумите да им ги Ама ние не дадете. си купуваме смоки, ние имаме кујна. Кујна, во кујна јадете? Да. Во училишна кујна имате? И кој ви е Кога ќе пораснеме, кога ќе станеме, кога ќе имаме 11 години, нема да идеме у кујна, ќе идеме до продавница. Кажи ми, од колку години вака се расте, се станува голем возрасен? Од колку години мислиш кога ќе наполниш, стануваме пораснати или големи? 63. Од 63 години. Значи, од 63 сме големи. Да. И што прават тие кога ќе наполнат 63 години? Стануваат големи Мгм. и идат на работа. А на факултет, за да идеш, ќе имаш Колку години? 40. 40 години со факултет? Аха. А кажи ми, од колку години можеш сам да живееш? Колку вака ти се чини? Колку години треба да имаш за да живееш сам? 70. Аха. А од колку години можеш сам да возиш школа? Колку вака ти се чини? Од 91. Аха. А од колку години можеш да имаш симпатија? Па тоа може да се прави кога си тргнал на факултет, кога ќе тргнеш на факултет, купна имаш 63 години. Да, од тогаш можеш да имаш симпатија? Од тогаш. А ти имаш ли симпатија? Има. И колку години имаш? 6? Не. Значи, од 63, ако тргнеме тројката, не стануваат 6 години. И од 6 години може да си има симпатија, така? Не. А ти имаш ли симпатија? Не. Немаш? А сестра ти како нашла? Јас покасно. Ти покасно. Кажи ми, се консултирате ли со сестра ти вака за симпатиите, да речеш, види да ова ми И си да зборуваме. Зошто? Па што највеќе си правите муабет? Вака да се консултираш, да речеш, но ова ми е симпатија, што мислиш ти за него, мислење. Јас со сестра ми, например, така си се консултирам. И викам, ова ми е симпатија, што мислиш за него? И некој ќе ми рече, па, не ми се допаѓа баш. И викам, добро, барам нова симпатија. Ама ако ми рече, ова симпатија, супер ти е, и си ја зимам таа за симпатија. Вие се консултирате ли така со дада? Па не. Не? Зашто најмногу си правите муабет? Па си прави исто за симпатиите, ама не таков поразличен. Каков срце? Па, кој е повише романтичен, кој е... Такви много. Така си прави. Кажи ми, што е први некој да е романтичен? Што значи симпатија, романтична симпатија? Не, Ирина е таква. На Ирина е таква романтична, па јас сакам романтични симпатии. Ја не баш. Не, зошто? Сакам некој Како? интелигент. Ти сакаш интелигентни симпатии? А замисли две во едно. И романтичен и интелигентен. Има ли нешто поубаво? Има, па јас имам такви два. Такви два, кажи ми кај ги најде први? Се таков, другиот. Кажи ми првин кај ги најде и како ние да најдеме Еден некој... во школа, друг во градина. А ако еве ние бараме возрастните некој интелигентен и романтичен симпатија, како може да најдеме? Каде да го најдеме, како да го препознаеме? У центар. Во центар?
Како да препознаеме, затоа што во центар многу луѓе се шетаат, како да препознаеме баш некој романтичен, интелигентен симпатија? Па таму има така. Вака некако другше изгледаат, другше се однесуваат. Па такви има некои многу таму. Сите се различни симпатии. Сите се различни? Не може да се исти. Не може да се исти, ама треба да има... Некој поубаво црта како на Ирина, некој поубаво си игра, некој поубаво се шета, некој Ама битно некој е... сака да иде на одмор. Такви работи. Ти сакаш да идеш на одмор? Обожавам. Обожаваш. Ја, сега, ако ги затвориш Ама очиња... повеќе сакам да идам на која имам разпол зимски, да идам на зимување. На зимување. Значи вака, ако ги затвориш очињата и ако си помислиш едно место во светот каде сакаш да отидеш на одмор, кај би отишла? Ајде затвори очи, каде А мислиш? каде во лето или? И во лето и во зима, ти можеш да избереш. Каде би отишла? На кое место вака би отишла, ти се причинува некоја убаво? На одмор у Велика Британија. Кога ќе идеш на одмор, ќе ме земеш со тебе? Да. Сигурно? Јас сум спакувана само да тргнам. За одмор сум секогаш спремна. Браво. За зимување А за зимување? Нови Сад. Ао, може. Може? Да си се прошетаме, да си се одмориме. Така? Да. Значи, пази што си рекла, секогаш кога ќе дадеме збор, мора да го исполни. Не. Значи, на одмор кога ќе идеш, ме земеш со тебе. Ама и јас пред тебе, ако негде се договорам, ќе те земам да знаеш. Ама со сестра ти заедно. Да. Иначе не идеме нигде. Како се договоривме преска? Идеме ти и Па, сестра ти, јас и со сестра Ирина ми се во договоруваме. театар. Ќе ни предложиш нека? Некако необичено. Што некако необично? Така, некако необичено. За да идеме негде заедно? Да. Зошто? Така се договоруваме некако необичено. Необично да се договориме. Ќе се договориме, ќе идеме. За патување секогаш сме спремни. Битно е да сме насмејани, да сме весели, така? Ама и со Ирина необичено се договоруваме. Како се договара со Ирина необично? Така. На брзинка? На брзинка и кажем ова. И сте се договорили. Па не, после Бајрам на подолг. Тоа се... Понекогаш ја викам добро, ќе ти дадам само за да помниш се, заврши разговор. А јас кога шалам. Побрзо. Добро, ајде сега, вака ќе те прашам. Или ќе ми се игра тогаш, а не ми се зборува толку. Да, некогаш не ти се зборува толку, Да. ти се игра. Па имаме и такви моменти. Сега ќе те прашам нешто, дали знаеш што се тоа поговорки? Не. Поговорки се во минатото кога сакале нешто да кажат, а сакале тоа да не се прикажуваат по многу со кратки зборови, се кажувале такви, се измислувале кратки поговорки што значеле нешто. Сега јас тебе ќе те прашам неколку кратки поговорки, ти да ми кажеш што значат. Добро? Што значи тоа? Добрина со добрина се враќа. Што мислиш дека значи? Добрина еднашка била, пуште еднашка. Значи два пати добрина, нема подобро нешто од два пати добрина. Да. Така, одлично. Што значи тоа? Убавиот збор, железни врати отвара. Убавиот збор, железни врати отвори. Кој ќе кажеш врато отвори се, ќе кажеш мила врато отвори се. И она ќе ти се отвори. Значи со убав збор вратата се отвара. А што правиме со тие врати што се отвараат сами во трговските центри? Тие не им кажуваме збор, сами се отвараат, се видела такви? Па, да. Да? Што мислиш за тие? Какви ти се поинтересни врати? Така што се отвараат или што мора да квакате да еде? По-брзи симпатии, по-интелигентни. Што идат у ресторан. Во ресторани, добро. И последната поговорка за денес. Работата што може да ја завршиш денес, не ја оставај за утре. Што мислиш, што значи тоа? Да не измеш садови. Да не ги оставиш за утре садовите. Што ние секогаш го правиме? Или не? А понекогаш ја за утре ги оставам. Понекогаш и помагаш на мама и со миење садови? Значи ти си совршено дете, така? Да.
Како се чувствуваше? Дали ти беше интересно? Да. Ќе дојдеш пак? Да. А да доаѓаш ти секоја емисија те викнеме, може? Може. Како ти се чини ова? Знаеш што е? Да. Што е? Микрофон. Гледаш колку сме модерни и мал микрофон, дојде да го намериш. Без оглед на предизвиците, ако веруваме во своите способности, можеме да постигнеме се. Затоа верувајте во себе и се гледаме идната емисија. Чао!